Полицијата се уште ги утврдува причините за двата големи пожари, кои во рок од 20 на дена го пеплоса атарот на Карбинци. И додека се чека полицијата да го открие сторителот, местното население најави кривична пријава против ЕВН, доколку истрагата навистина утврди дека тие се виновни за пожарот. Семејството Гребенакови, кој одвај спаси жива глава, а вилата и пластениците со екзотично овошје целосно им изгореа, се сомнева дека пожарот е предизвикан од оголените кабли или трефостаницата, што се наоѓа во нивна близина. Значи, јас кога почна пожарот се обидував со мојата пумпа да ја вклучам за да гасам, од ја имам доволно вода. Немаше струја. Јас немам што да гасам. Јас мислам дека сепак ово е нешто дело од ЕВН и ќе поднесам тужба. Ќе поднесам тужба за ЕВН, зашто тука се преку, да не кажам, 60.000 евра вложувани пари у бизнис и у се. Јас не можам да го преболам тоа тек така. Местното население се сомнева дека и двата пожари што се случија во рок од 20 на дена се предизвикани од дотраена електрична мрежа и паднати електрични столбови. Од Чевици уште веднаш го посочија сторителот. После испаѓа трансформатор, еве го таму доле. Трансформатор најверојатно првиот пожар струјата каваато, сега па од струјата каваато, нешто се случува, што се случува. За тврдењата на жителите од Карбинци ЕВН со одговор дека стоат на располагање на сите институции за сите информации и податоци за целосно расчистување на случајот. Во меѓувреме градоначалникот на Карбинци побара ЕВН да ги санираат паднатите електрични столбови во 3 плачковички села. Двата големи пожари предизвика огромни штети на земјоделците од Карбинско. Изгореа над 40 хектари житарица, а до општината за обештетување пристигнати се 64 пријави.